еве ќе се трудам да видам што е можда поконцизен во контрарепликата. Најнапред, по однос на соработката со, како ги рековте, зелените, ВМРО ДПМН е отворена и за соработка, и за дискусија, не само со зелените, невладините организации што се грижат за животна средина. Соработуваме и со синдикатите, и со коморите, и со сите во нас, и ги слушаме. И тоа е основната разлика помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Ние слушаме и постапуваме согласно интересите и барањата што се на граѓаните, бизнисот и невладиниот сектор. И драго ми е што доколку вие сметате дека не доживувате како оние пратеници што навистина се залагаат и ги застапуваат нивните интереси. Тоа ми беше многу важно да ви го кажам прво. Второ, како и да гледате, дали е со однос на јаловина со јагнен, дали се цена на чинење процесот на производство, колку и да инвестувате трошоци што ги сметате вие за рентабилни, колку и да инвестираме таму, поевтино е од било кој грабеж, односно криминало што го прави оваа влада во однос на трговијата со струја. Колку и да гледате. Збориме дека на Запад имало еколошка такса на базичната енергија. И велите дека овде не се требале да држите предавања, бидејќи се знае тематиката. И не треба овдека да држите предавања, бидејќи и ние ја знаеме тематиката, но треба во влада да им кажете. Бидејќи тие кажат дека базна енергија не ни треба. Бидејќи тие го прават криминалот со купувањето на струјата. Тие се неспособни да произведат половина од она што се произведувало од 2011. Бидејќи тие ве лажат дека во октомври ќе го имаме трафостаницата во функција. Бидејќи тие ве лажат дека ќе излеземе од кризата, а ние влегуваме секој ден се подлабоко и подлабоко. Кај нив треба да им кажете. И да, јас сум зашто е можно повеќе обновливи извори на енергија. Да биде инвестирано и да биде имплементирано, но на начин како што нема да биде загрозен интересот на државата. На начин, откако што све преходно ќе ги направиме подготвителните активности, откако преходно ќе ги имаме имплементирано другите инвестицијски активности, откако преходно капацитетите ќе бидат заменети соодветно, тогаш ќе можеме да даеме и поголем напор. А преходно, ова што го веливте е уште еден само доказ дека не само што не лажеле нас, не само што ве лажеле вас, ги лажеле и нашите партнери од меѓународната заедница. Бидејќи ниту се спремни, ниту имаат капацитет, ниту имаат намера тоа да го направат. И сега го докажа тоа. За тие чекори што конкретно вие ги посочивте. Еве кажете ми, дали сте ние спремни оваа година ги затвориме и Тесне Готино и за 2 или 3 години го затвориме РЕК? Не сте. Едноставно ги излажале. Тоа е тоа. Нема, просто е. Со овие луѓе тоа го имаме. Велите дека имало зелена такса во Европската Унија, 30 на евра. И таа да искористиме, повторно ќе се исплати повеќе, и не е тоа казна, тоа е такса. Тоа е прва работа. Втора работа, ајде да прашаме каде отидоа парите од зелената такса што сака на горивото да наметнуваат овде кај нас. Не е проблем да се донесе, овдека како се искористуваат парите. Така да, од тој аспект, велам дека треба да се има сериозен пристап, треба да се има што е можно повеќе јавни дискусии, велам дека треба да се земе што е поширок фронт на мислења и велам дека основата на патот на наоѓање решение е во консултации, во соработка, не само внатре во собранието, не само внатре во нивната коалиција, туку и во соработка и со бизнисот, и со невладините, па и со опозицијата да бидат сослушани најсериозно што може нивните предлози. Благодарам.